Долго време нели разговараме веќе и досадни сме можеби малку во однос на она што каква е состојбата со новинарството во Македонија. Дијагнозата ја знаеме. Ќе се задржам малце во однос на овој дигитален, овој електронски дел, затоа што нели во тој работам сега во моментов, меѓутоа мислам дека најголемиот дел од проблемите настанаа токму тука со таа експанзија на дигиталните медиуми, нели како многу ефтин проект кој што денеска може да се лансира на пазарот, значи не треба голема инвестиција, не треба многу пари, не треба газди, сопственици и така натаму, и тоа е све нели убаво кога зборуваме за демократизација и за ширење на таа лепеза на голем број на медиуми, на од различни профили, различни социјални структури, различни ориентации и така натаму, меѓутоа во таа експанзија, во таа експлозија на портали разноразни, го изгубивме она базичното, ја изгубивме основата на зошто ние тоа го правиме, нели, зошто сме новинари, зошто сакаме да информираме јавноста, кои се нашите права, меѓутоа кои се и нашите одговорности. Значи, она што зборуваме за јавниот интерес, тука навистина се онака паднавме не на испитот, него паднавме како општество, како луѓе, како етика некоја која што беше градена долго време, која што ја имавме, не дека ја немавме, не дека сега треба да почнеме нешто од нула, туку тоа е најстрашното затоа што имавме некој стандард, да речеме во 90-тите, на почетокот на 21-виот век, имавме некој стандард новинарски кој што се изборивме, кој што го постигнавме со можноста на приватизацијата на медиумите, меѓутоа тука застана и за жал отидовме долу. Се разбира, има исклучоци, се разбира, секоја честна исклучоци, меѓутоа зборувам за една генерална импресија, генерален впечаток кој што важи кај сите нас. Глупаво е да кажем, сега, ама тој медиум е нели ваков, тој медиум е онаков. Меѓутоа, кога зборуваме за новинарството, и тој податок Жане што ми го кажа во разговорот, дека нема веќе интерес за нови запишувања за студенти на новинари, тоа е навистина поразувачки за мене како новинар, кој што сум завршил нели факултет тука во Скопје на факултетот, на универзитетот, и сега најднаш вие во таква експанзија на медиуми, да немате, контрадикторно е малку, немате интерес за нови луѓе, нови студенти кои што сега бија сакале оваа професија, меѓутоа за жал никој веќе не сака оваа професија, нели она флоскула дека новинарството е прекрасна професија која треба навремено да се напушти, изгледа многу рано е напуштаат луѓе, децава сваќаат што е каде е кваката и едноставно немаат предизвик, гледајќи ја оваа, нели, сите овие валкани алишта со кои што онака пред целата јавност се изнесуваме на подбив, за жал. Секоја ваква иницијатива која што нели треба да не врати барем да не врати на она што го имаме постигнато, да не зборуваме за чекор напред, е добре дојдена, се разбира поздравена од мојот медиум, од МКДМК, и во секоја таква иницијатива секогаш ќе влегуваме и ќе се бориме колку што можеме повеќе. Благодарам.